Од каде доаѓаат личните кучиња? И зошто овој проблем не може да се реши? Што е нешто реално може да се направи? Во денешната епизода ќе се обидеме да откриеме кој е главниот виновник за проблемот со личните кучиња. Докажано е дека проблемот со бездомните кучиња потекнува од неодговорните сопственици, значи кучињата не растат на дрва. Но сепак постојат луѓе и здруженија кои што секојдневно се борат за да го решат проблемот со личните кучиња. А доколку ви се допаѓаат вакви разговори и сакате да продолжиме во оваа насока, поддржете на составање на subscribe на YouTube каналот BMG Network. Ако сакаме решение, мораме да почнеме од почеток. Од каде доаѓаат уличните кучиња? Ова дефинитивно не е природен прилив на кучиња. Ова не се кучиња кои што се појавиле туку така. Ова се кучиња што некој ги оставил на улица или системот не ги контролира. Проблемот мене, ако ме прашувате, прво е неодговорното сопствеништво. Ако проблемот почнува од луѓето, тогаш и решението почнува од таму. Голем проблем е неодговорен човек, зашто ако луѓето се одговорни, нема да имаме ни агресивни кучиња на улица. А како може да се подобри ситуацијата? Сметам дека треба да работат на едукација, на кампањи, на вдомување, на кривање на јавна свест, зашто моментално тоа никој не го прави. И за крај, каде потврла системот? Потврла во тоа што и тој закон што го имаме не се имплементира. Потврла во контролата на сопствениците, контролата на размножувачите. Бидејќи без систем нема резултати. Без вклученост на сите алки во синџирот, институции, граѓани, прифатилишта, градоначалници, локални самоуправи, ова не може да се реши. Дечки, добре дојавте во уште едно издание, во уште една епизода на уште еден подкаст. Денес ќе имаме доста интересен гостин и ќе разговараме за една тема која што е постојано актуелна во Скопје и во Македонија. Со мене денеска е Гизела Бошковска од Здруженијето за заштита на животни Анима Мунди. Добре дојде. Добре ве најдов. Знаеш како? Кога го планирав подкастов, се викам чекај како да почнеме, што да почнеме, зашто да почнеме. Кажи ми прво нешто за тебе. Ти си активист, уствари. Каде е желбата за... Јас сум активист повеќе од 10 години, 11 години скоро. Започнав кога го вдомив моето прво куче од една акција за вдомување на Анима Мунди баш. Сакав Милен одамна, сакав да вдомам. Тоа е пинчот што го зборевме преска. Пинчот што го зборевме преска, да, има организирана акција за вдомување и таму го земав кучето. После тоа ги прашував за некои работи поврзани за кучето, така продолживме некаков контакт и како се почнува со се, наоѓаш некој куче, веќе кога имаш куче ти се развива малце. Да. Друго гледиште на работите, најдов некои кучиња на улица, ми требаше помош, не бев запознаена со ништо околу тоа и така продолживме соработка и станав член на Здруженијето. Првите 5-6 години бев многу фокусирана на, како што го викаме ние во меѓу активистите, теренска помош на животни. Тоа значи взимање, лекување, собирање нели донации, пошто тоа мора некој да го плати, и вдомување нели на крај на кучето, што или мачето, што пошто и со мачки исто така сум работела. И потоа ми се сменија некои животни околности, фамилија, деца и решив повеќе да се посветам, сватив во даден момент дека тоа е бунар без дно, да помагаш единствено само на кучиња на улица и на мачки. Туку треба малце повеќе да се осврнам на системско решавање на проблемот. И веќе едно добри 6 години сум, не дека не помагам на животни, помагам, кога ќе најдам, сметам дека можам. Меѓутоа, сега сум повеќе посветена на закони, правилници, пријави, исто така, и едноставно се што може да се направи за да го решиме проблемот, наместо да ги третираме единствено последиците. Ова го планирав малце за подосно околу закони, пријави и така натаму, некако го наметна. Да. Имаме ли закони за... Вака имаме закони. Веројатно имаме, а дали се почитуваат изгледа подобро прашањето? Да. Значи тука за решавање на овој проблем има повеќе закони кои што постојат. Законот за заштита и благосостојба, закон за ветеринарно здравје, порано беше закон, кривичниот закон на Министерство за внатрешни работи, меѓутоа
делот каде што они има некаква одговорност врз, да речеме, куќе пуштено на улица, собственик го пуштил куќето на улица, они има согласно еден член 28 можност да го казнат собственикот. Ти ги знаеш на памет, Да. Има можност да го казнат собственикот. За жал Министерството за внатрешни работи пред неколку години си го избриша тој член и они веќе освен покривање кривична постапка за мачење и малтретирање немаат никаква друга одговорност. И тука исто така се овие закони што ги набројав во принцип се надлежни Агенцијата за храна и ветеринарство. Законот како закон е главниот закон, да речеме Законот за заштита и благосостојба е многу прилично солиден, да кажеме. Има задолжително микрочипирање, има наметната обврска према општините за да третираат бездомни куќиња, има доста регулирано добри работи, може да биде по-детален, да кажеме, во некои делови, меѓутоа проблемот е неговата имплементација. Значи, Агенцијата за храна и ветеринарство има ветеринарни инспектори, мислам дека вкупно околу 40 за цела држава, од кои, да речеме, тоа е многу малку. Бидејќи они не се бават само со куќиња и мачки, они се бават и со крави, и со овци, и со секаков вид на живина, фарми, со се, да. Така да, за ваков сериозен проблем каков што го имаме, прво сметам дека не имаат они сенс како инспектори, зашто сум имала многу искуство со нив, каде што... Мислиш дека немаат емпатија или... Немаат емпатија, едноставно работите што, например, ја ги гледам што може да се наречат, да речеме, измачување, несоодветно чување на куќе, на маче, они тоа не го гледаат, согласно нив и законот, да речеме, ако куќето е врзано на ланец во двор, ако има чинија, не мора да има храна или вода, меѓутоа ако постои чинија, зашто сум добивала и такви одговори, има чинија, има куќерка, врзано е на ланец, тоа му е доволно. Не, тоа е, како да ти кажам, тоа е веќе примитивно чување на миленик. Ја стварно не можам да ги разберам луѓето кои што така чуваат куќа. Без разлика каква му е неговата здравствена состојба, дали е слабо или А што правиме во случај кој е агресивен? Куќата? Во случај кој е агресивно, мислам, они тука немаат никаква надлежност доколку не нападне. Не, мојот ми е дека дали тоа би требало, би го оправдало чувањето на ланец? Не би го оправдала тоа. Мислам дека агресивноста на кај куќињата е последица на чувањето на ланец. Обично тие куќиња што се чуваат на ланец, кои што немаат никаква социјализација со околината, не е доволна социјализација само со собственик, треба да се социјализира и со куќиња, треба да се социјализира и со други луѓе, да доживува нови средини, како што се прошетки, да биде истрчано. Тие сите околности едноставно го фрустрираат куќето. Например, во други европски држави кои што се напредни и современи, забрането е воопшто да чуваш куќа на ланец, негде е забрането да го чуваш во двор, а негде е дури забрането да го оставиш само дома повеќе од 4 часа. Да, тоа е малце претерано. Тоа е, да, во Шведска е така. Куќето не смееш да го оставиш повеќе од 4 часа без да го посетиш, да речеме. Вајда не треба да, не знам, да изнемам некој да го чува. Или да си се вратиш во сред работно време и да си го прошеташ куќата. И таму, например, е многу развиена свеста кај соседите, они нема тука, јас сум се соочила многу пати, 90% случаевите ќе ми пријави сосед, меѓутоа вика јас не сакам, страф ми е да кажам. Во другите држави соседите воопшто не ги занима, знаат дека тоа ќе биде се регуларно и дека во 5 минути. Да, и си ги пријавуваат соседите, ако приметат, знам за такви случаи, приметиле дека повеќе од 4 часа куќето е само дома и го пријавува соседот и доаѓаат, го казнуваат. Јас сакам куќиња и мачки, меѓутоа ова е малце стварно претерано. Да, меѓутоа да се навратам на тоа, значи куќе, разбирам например во руралните средини овчарските куќиња, тие сите си имаат своја работа, тие у принцип не ни се чуваат на ланец, тие се пуштени, да. Има куќиња кои што едноставно, да речеме, ете зарасните куќиња, нивната генетика, нивната работа е уствари се створени за такви работни задачи, за услови надворешни и за слично.
Меѓутоа, чување куче кое што слободно шета на улица без собственикот или пак е нонстоп врзано, кучињата се признае некако свесни суштества и тоа како го растеш. Да, како и да гледаш на влијае работите. на неговиот карактер. Да. Ќе продолжиме за ова законски рамки и така натаму некои решенија малце подосна. Кажи ми, има многу контрадикторни работи околу Анима Мунди во стилов на има многу луѓе што не ве сакаат. Има па нешто оди од кренос во кренос. Или ве сакаат или не ве сакаат. Така. Што е проблемот? Што не разбираат обичните луѓе? Ке вас, особено активисти, не треба да е Анима Мунди, туку генерално. Да, вака конкретно за Анима Мунди и генерално мисля дека ние сакаме повеќе кучиња од деца. Тоа се најчестите коментари кои што ги читам, дека нас не ни се важни луѓето и безбедноста на луѓето, туку ние се поважни кучињата. И ја јам нешто читам вакви коментари. Да, некои такви коментари дека возиме джипови, пари зимаме и слично. Луѓето прво не сваќаат дека сите ние имаме работа, сите имаме фамилија, имаме и деца, да потенцирам, значи тоа мислам тоа воопшто не е вистина дека ние ги цениме. Јас искрено согласно мое мислење, секој живот е еднакво важен. И за секој живот треба да се потрудиме, нели, да пристојно да се третира, да биде безбеден, како и за животните, така и за луѓето, зашто да не се само кучињата и мачките, јас сум имала случаеви со диви животни. Значи не сум правела разлика, а секако нормално мислам важни ми се и луѓето. Не разбираат луѓето дека исто како и на ние што ги сакаме животните, така и они што не ги сакаат, целта ни е една, да нема животни на улица. Меѓутоа тоа да биде на хуман начин. Значи како што Ова многу добро го кажа. Да, како што се третираат, да кажеме, во поголем дел од европските држави, со залови стерилизирај врати, со пропратни мерки околу за да се стави проблемот под контрола. Значи тоа не им е јасно на луѓето, иако сме пробувале многу пати, значи да не се здруженијата како нас, прво здруженијата како нас што се гласни, да речеме на одредени теми, на одредени неправди, нема да бидат сменети многу работи во однос на, речеме, закони, прифатилишта, нема да се третираат кучиња, и дополнително здруженијата како нас ќе ги спомнам и другите здруженија кои што активно работат на вдомување кучиња во странство и мачки, имаат помогнато многу кучиња од државава да излезат со цел да не се на улица, со цел и на тој начин ние ги штитиме и животните, ама ги штитиме и граѓаните, нели, од, да кажеме, немили инциденти. Последната информација што ја начув од Агенцијата за храна и ветеринарство е дека во последните 7-8 години здруженијата вдомиле во странство околу 15.000 кучиња. Тоа е, ако земеме во предвид дека во 2022 имаше некое броење на кучиња во Скопје, изброја околу 5000 кучиња дека има во 2022. Добро, тоа улични се, кучиња, значи, здруженијата исчистиле кучиња колку што 5 градови како нашиот главен град би имало. Значи, извини, 5 градови, да. Значи 15.000 кучиња се спасени од државава и меѓу другото и граѓаните се спасени од тоа да не мора да ги гледаат и да не ги гризнат, нели. Така да ние сме значи многу важни учесници во решавање на овој проблем. Секоја наша реакција и секоја наш потек, да речеме, во било што врзано со проблемот со бездомните животни е со цел да ги нема на улица. И да не сме ние, нема ни надлежните да чувствуваат притисок, нема ни локалната самоуправа, ни централната власт. Да. Значи ништо нема да се случува. Така добро, колку здруженија има усвои во Македонија за не би знаела точна бројка, би требало да има вака во Скопје има, да речеме, мислам дека околу 4-5 здруженија. Значи сигурно се над 10. Над 10 се сигурно, да, многу повеќе од 10 верувам, зашто во некои од другите градови, да речеме Велес, Битола има по 2-3 здруженија. Така да би кажала, мислам дека сигурно има околу 30. Добро, соработувате нешто?
Кога се работи за иста цел, да, соработуваме. Соработуваме во поглед на тоа, да речеме, ако ние од наша страна како Анимаму не се бавиме толку со вдомување на куќиња, немаме такви контакти, зашто сепак е тоа веќе сериозна одговорност да испратиш некое куќе каде што далеко, каде што немаш контрола. Соработуваме во однос на тоа да ни помогнат. Од друга страна, имаше некои муавети дека усвари многу, особено за англичани, за Англија, дека сакаат да вдомуваат куќиња од Македонија, и тоа плаќале многу пари за тоа. Колку ги плаќаат тие пари? Вака, у принцип, поголем дел од здруженијата во Македонија соработуваат со така наречени рески организации во странство. Значи, притежно од кај нас куќиња се вдомуваат во Германија, во Холандија, во Англија, многу поретко во други држави. Тие рески организации функционираат нормално, мора да имаат некаков прилив на финансии со цел да може да продолжат да работат, зашто они се како некое тело таму кое што гарантира дека и да се случи нешто, ќе го превземат назад куќето, а да го превземат назад куќето представува одреден финансиски товар, нели? Вдомувањето во странство се наплаќа, само кај нас не се наплаќа. Значи, се наплаќаат трошоци, да речеме, за куќето што се спремило, се кастрирало, чипирало, истични такви работи, се наплаќа транспортот, се наплаќа потребната документација која што треба да се спреми за да излезе, да речеме, куќето од тука. И сите тие трошоци или дел од тие трошоци, да речеме, ги плаќа вдомувачот. Тоа не е ниско, тоа е исто како кај нас да купиш, да речеме, малтезер или бишон. Ама тие пари, сакам да кажам, не доаѓаат директно на сметка на нашите здруженија, не. Сметките донациите кои што доаѓаат, да речеме, пари кои што доаѓаат до здруженијата, се оние донации кои што ги собираат за помош, зашто видете трошуците, не, затоа ти зборам сега да одгатнеме конечно таа тема што ја поставуваат најчесто на социјални медиуми, само собираат пари, ме разбираш? Не е воопшто така, бидејќи здруженијата тука сметам дека многу сериозно го сваќаат вдомувањето во странство и избегнуваат без некое исто здружение, тоа рескју кај нив така се нарекува, исто без здружение како гарант да го испратат куќето таму. Тоа здружение си го наплаќа вдомувањето со тоа што таа сума и сегде е така во странство, ако има некој се наплаќа со тоа што нели да купиш расно куќе таму кошта 10-кратно повеќе. Меѓутоа мислам дека кај нив повеќе е разбудена свиста дека сакаат да помогнат. И данок треба плата за куќе расно ако треба да. Да, сигурно има и нешто такво. У некои држави поголеми комунали плаќаат зашто куќето врши сепак нужда надвор, па правиш повеќе ѓубре и плаќаш поголеми комунали. Добро, колку куќи има сега во моментот, знаете? Во Скопје ве се. Скопје? Спомна 5000 преска 2022. 5 до 6000 сметам дека има. Повторни, покрај тоа што има толку многу вдомени. И покрај тоа што има толку многу вдомени, да, проблемот во... Што е проблемот усвари? Од кај доаѓаат куќињава? Проблемот мене, ако ме прашувате, прво е неодговорност за сопствеништво. Ние во градска средина, например, немаме толку, да речеме, реална слика за тоа што се случува по руралните средини или средините каде што има куќи. Ќе ви дадам еден прост пример. Ја 4 години имав чест да волонтирам во Лајка и бев прилично секојдневно запознаена што и како се случува. Лајка еден ден одлучи да заловува куќиња во Јурумлери. Од 7 куќиња што ги залови, 6 беа сопственички. Почнаа сопствениците да се јавуваат, вратете ми го куќето. Значи сите тие куќиња беа репродуктивно способни. Значи тие шетале на улица, ме испраќаше до автобуска, си се враќаше дома и такви некои ред други изговори. Значи 6 од 7 куќиња беа нечиви. Сите тие куќиња се ги превзедоа назад. Значи прво е тоа проблемот, а другиот проблем е што во руралните средини општините, локалните самоуправи апсолутно воопшто не ги третираат на никаков начин бездомните куќиња. Па претпоставам дека и нема стационари, нема. Има, не е дека нема, може да најдат начин, има повеќе прифатилишта во државава што може сигурно, мислам дека се околу 15 на 20. Меѓутоа веројатно или не им се даваат пари, или не им е гајле, или нашле начин да си го решат проблемот со дислокација на куќиња во други градови. Значи можеме да заклучиме усвари дека
проблемот со уличните кучиња во Скопје, па и генерално на територија на Македонија не е баш кучешки, туку е човечки повеќе. Човечки, да. Така? Да. Главно човечки е. Главно човечки. Добро. Може Скопје да нема воопшто улични кучиња? Може Скопје да нема воопшто улични кучиња, доколку цела Македонија, сите локални самоуправи одлучат да работат по една национална стратегија за третман на бездомни кучиња. Прво, значи сите општини да ги третираат, 75% од популацијата на бездомни кучиња на нивната територија. Мислам дека немаме капацитет за такво нешто. Ако имаат финансиски капацитети за други работи, може и тоа да го спроведат. Не, мислам дека ако може една фонтана... Не зборам само за финансиски, туку генерално, као прво треба да се прави, да се гради, да се, знаеш, прво нема ни луѓе, претпоставувам дека толку. Има. Значи имаме ние прифатилишта во држава што третираат во 8-10 општини. Например, има прифатилиште во Демирхисар. Оно работи во Маврово, во Дебар, во Кичево, значи сегде третира кучиња. Так. Сметам дека со таа бројка на прифатилишта имаат капацитет, но доколку немаат капацитет, секоја општина, секој град во државава има барем една ветеринарна амбуланта. Значи може да се искористат постоечките капацитети на ветеринарите и да се третираат бездомните животни кај нив. За тоа треба желба. Ама сметам дека недостасува, дури и тие што прикажуваат дека нешто прават, го прават многу малку. Што мисли за луѓето кои што хранат кучиња надвор на улица? Помагаат или одмагаат? Луѓето им помагаат на кучињата со тоа, има многу... Знаеш, има многу често, например, кутички им ставаат, има малски кучиња, нели, ние што се има многу лисиче, например, има малско куче таму, има и куќарка една. Да. Тоа таму се и сите охранат. Тоа е добро или... Види, окей, од ваша гледна точка ме интересира. Да, од моја гледна точка, јас немам проблем со луѓето што ги хранат кучињата и мачките по улица. Впрочем, тоа не е нигде забрането. Меѓутоа, сметам дека и кај нив треба малце да има повеќе свесност во однос на тоа, пошто има некои што баш малци претеруваат и прават многу големи групи на кучиња на одредени локации, кај што, да речеме, не е разумно да ги има во толку голем број. Сметам дека исто така, доколку ги храниш, треба и малци да погледнеш малце подалеку и да превземеш и друг дел од одговорности кој што да речеме се нарекуваш љубител на кучиња, активист или слично. Сметам дека доколку имаат потреба од некаква ветеринарна помош, дека треба да се потрудиш да им ја пружиш, или доколку гледаш дека тоа конкретно куче, ја например така сум постапувала, ако гледам дека некој куче во моја околина за кое што да речеме се грижам, прави проблем, јас гледам да го тргнам тоа куче, да го сместам негде, да го вдомам, со цел да ги заштитам тие што живеат во околина кучиња, зашто секогаш такво едно куче може да предизвика некој да фрли отров, да се затрујат сите, и плюс сакам да ги заштитам и да речеме ако се работи за соседи од непотребни. И секогаш сум јас повикана на телефон кога... Спомна, да? Да, ми се јавуваат цел комшилук. Спомна дека за групи на кучиња, гледам во изминативе недела 2-3 има неколку написи, значи низ веб-страница кај нас дека кучиња нападнале човек, дете, така натаму и така натаму. Што може да се презема околу тоа? Мислам, дали воопшто нешто преземате вие као здружение околу тоа? Ние неколку пати апелиравме и испративме дописи до релевантните институции на оваа тема што може нешто да превземат. Укажавме до Агенцијата за храње и ветеринарство, пошто оние треба да ги контролираат другите општини, градоначалници и слично. Укажавме до Министерството за внатрешни работи, пошто оние имаат увид кој го прави тоа. Значи, ова дефинитивно не е природен прилив на кучиња. Ние што ги познаваме кучињата, што работиме со нив подолго време, активистите и ветеринарите и прифатилиштата, се гледа дека тоа куче прво не ја познава средината. Саш да кажеш дека оние написи што беа ги донеле од Албанија, од вамо таму дека... Не, имаше еден случај на куче од Косово тука донесено.
тоа беше исто маркирано. Од Албанија не е докажано дека е куќето од Албанија, меѓутоа дека куќиња се носат од други градови кај нас, тоа е неоспорлив факт. Кој ги носи? Кој ги носи? Имаше, ја лично имам пратено пријава која што се утврди дека е вистина за општина Гостивар. Имаше некој видеозапис. Че сажеме кажа дека самата општина? Да. Ги носи куќињето од Гостивар во Скопје и ги пушта? Да. Тоа е, мислам, начин на кој што они сакаат да си го решат проблемот кај нив. Видете, ние да ги враќаме појаки. Нема логика, да. Нема логика, знаете, во градска средина каде што претежно се чуваат малтезери и пудлици слични, да имате вие овчарски куќиња огромни. Посебно куќињата што растат во урбана средина, во градска средина, каде што обично немаат многу несакани контакти со луѓе. Знаете, и во аеродром колку пати сме виделе некој да шутне куќе од чиста мира. Значи, ова се куќиња кај нас прво што се диви, значи се гледа дека се од некое место каде што или никој не ги сакал, или се од некоја така рурална средина. Второ, не се снаоѓаат добро. Трето, се групирани како да се знаат од порано. Значи, 10-12 куќиња сум гледала ја групи од 15 куќиња. Значи, тие се намерно... Тебе те страв да влезеш во помеѓу 12 куќиња. На никого не би му било сеедно. Да. Не сум јас како дел од Анима Мунди земена од немили настани. Да, не им викам тоа јас сум од Анима Мунди. Сум била претежно сум моите куќиња сум била нападната, сум имала, да речеме, близок контакт со некое куќе. Меѓутоа, јас до сега што ми успевало е да свикам гласно, не, и во 99% случаевите се повлекуваат. Не викам дека е тоа нешто паметно решение. Не, да, добро, се. И мене ми се има. На луѓе што имаат куќиња, мислам, многу е нормално дека некогаш ќе се случи такво нешто. Да. Кажи ми за ова со Гостивар, не докажа те прекинав. Имаше и на социјални мрежи, ние реагиравме. Имаше видео како едно бело рандом комбе со некои рандом луѓе, кои што потоа комбето се утврди дека е во сопственост на општината. Во 8 саат навечер со раце товари куќиња и ги носи негде. Гостивар своевремено имаше склучено договор за третман со прифатилиште, а комбето не беше на прифатилиште. И што значи дека самата општина ги зима и ги носи негде. Прво, тоа е од законски аспект недозволиво, зашто тие не се сертифицирани заловувачи, тоа не е комбе за заловување и други работи. Кога да отидам јас. Да, и да ги товариш и да ги однесеш негде. Пријавивме, добив информација дека се санкционирани, сега последната информација ја имам дека веројатно уште го прават истото. Друг случај имаше каде што едно прифатилиште од една друга општина јавно во својот годишен извештај рече дел од куќињата ги дислоциравме во периферија. Исто така беа и они казнети за тоа. Така да не е... Препоставам дека казните за тоа се некои 400-500 евра за правно лице, толку е казната. Ако му е прва казна и ако плати во рок од 8 дена, се намалува на 70 евра. Така да казните за тие правни субјекти, за општините, за прифатилиштата се сигурно се помали од колку за нас луѓето. Да. Тоа е тоа. Кажи ми, исполнувавме дека луѓето има многу луѓе кои што едноставно земаат куќе и решаваат, вчера го сакаат, денеска решаваат дека него сакаат и го враќаат на улици или го носат на улици тие куќиња. Де факто има многу што се улични куќиња, условно кажано, усвари се претходно домашни куќиња. Да. Јас имам едно такво домено веќе. И знам дека тоа куќе беше домашно, затоа што ги знаеше повеќето команди. Например, седи, ајде и така натаму. Зошто меѓутоа и тие куќиња е тешко да се вдомат. Тоа што луѓето сакаат куќиња генерално кај нас, ама не сакаат улично куќа да вдомат. Зошто не сакаат? Сите сакаме, не знам, Алтезер спомна или сега да не набројувам раси.
Јас сметам дека луѓето кај нас се одлучуваат да купат зашто прво преферираат да одат според изглед, не земајќи го во предвид секоја раса има некаков сопствен карактер, дури сопствени генетски предиспозиции за одредени болести што може да коштаат многу пари. Понатаму не ги земаат има епилепсија на пример. Да, не ги земаат во предвид карактеристиките на кучето. Мислам дека претежно кај нас се купуваат кучиња заради изглед. Бели, мали, убави. Дури и во вдомувањето, ако е бело мало убаво, се вдомува многу брзо, ако е црно, малце потешко. Така да, сметам дека дел од луѓето што се одлучуваат да купат е тоа прво заради изгледот, некои од луѓето веројатно и заради карактеристиките на кучето, што во многу случаи грешат, еве тоа се покажува на улица, еве сега баш да дојдам тука, пред да дојдам тука видов една малиноа на улица со обетка од лајка, што значи дека прошла третман, да. Во моментов имаме наплив на малинои на улица, зашто луѓето го гледаат и си викаат, леле, ова е службено куче, ова е мокно куче, ова е супер куче, ќе ме слуша, меѓутоа не разбираат дека зимаат, не знам, пирана. Тоа е пирана. Значи, ако не ги задоволиш основните физички потреби, психички... Се качува под зидови, така натаму. А кучето станува деструктивно и агресивно. И затоа најчесто завршуваат на улица. Сега имаме сериозен проблем со малинои, имавме со хаски претходно, зашто беа така, нели, со плави очи, убави. И тврдоглави. Да, и кога ќе видат дека се тврдоглави, ги пуштаат на улица. Да. Така да, затоа мислам дека се одлучуваат да вдумате. Сега сметам дека да купат, ама сметам дека у последно време свиста и кај нас е многу покринато од што беше. Тоа беше следно прашање, како се вдомуваат кучиња. Мислам, видете, здруженијата кај нас, у принцип, многу работат, за да можам ја да дадам некаква проценка од нивна страна, многу малце работат на вдомување во Македонија. Си имаат многу разочарано, зашто кучињата или чисто ги завршувале на улица. Гледам дека имате лајка некои акции прават, не знам. Да, можам да кажам за лајка од моето искуство таму, значи во принцип... Сега имаше нешто, дојди, земи го кучето еден ден, дружи се со него. Да. Идеме како се конектирате, да речем. Да, тоа беше моја иницијатива, моја креација беше таа кампања, да. Ова не беше планирано. Да. Ја 4 години долго време работев во лајка во однос на маркетингот, на промоцијата на кучиња на настаните. И ја видов таа можност во Јапонија има да си платиш да прошеташ куче. И во Јапонија си одиш као дуќан, тоа во дуќан некој во сред центар, да кажеме, и плаќаш одредена сума, си го носиш кучето кај сакаш. И викам, ајде, зашто да не да пробаме ние тука? Само без плаќање. Само без плаќање, да. И да ти кажам искрено, прилично изненадувачки беше што ние во првиот месец успеавме да прошетаме 170 кучиња, цел капацитет. Озбилно. Да. Иницијативата 170 луѓе дошле да земат куче. Да. Тоа беше, не можевме да навасаме со договарање. Значи, пошто реално и лајка како лајка нема капацитет 20 кучиња да издаде денес, пак мораш да го средиш, да го и гледавме некоја бројка од 5 кучиња барем да се шетаат на ден. И 170 прошетки се организира само за месец февруари. Од тие 170 колку се вдомија? Мислам колку стана, нели со... Колку стана, ја додека бев, се вдоми едно од кучињата, сега имам некоја... Малце, да. Имам некоја информација. Видете, тоа, луѓето што даја, најчесто се или луѓе кои што, да речеме, јас сакам, ама не ми даваат дома куче, па ајде, ќе дојдам и ќе го прошетам и ќе го искусам едноставно тоа како да го имам кучето. Дел од луѓето се веќе некои кои што имаат своји кучиња. Значи, они имаат поразвиена емпатија и ме жал, знаете, сакаат да направат некое добро дело. Сега имам информација дека уште едно од кучињата веројатно ќе се вдоми, кое што ги шетаат, и уште неколку се вдомија од тие, меѓутоа не благодарејќи не од тие што ги шетаат, меѓутоа и позадината на оваа кампања беше да им дадеме нова слика на кучињата. Значи, кучињата, едно е кога ќе ги сликаш во лајка во бокс или нели во дог парк, друго е кога ќе го видиш кучето какво е во градски парк, какво е на кафе. Значи, тоа беше углавном идејата за
Одлична идеја, мислам, не знам дека е твоја идејата и браво, не знам што да кажам, браво. Тоа значи дека си бил во Јапонија? Не сум била тоа на рилсови што гледам. имаат таму. Верувам дека немаат на улица. Има вдомувања кои што пропаѓаат. Ќе го земе куќето, после го враќа. Има вдомувања Тоа е што многу пропаѓаат. Да, јас лично како активист сум имала вдомувања што ми пропаднале, а после секако имаш одговорност. Што треба да знае човекот за да преда вдоми куќа, да речем? Човекот Знаеш, сега сакам куќе и да го обдомови, после недела дена не сакам куќе. Да. Сега нема да идам со тоа, сите го кажуваат тоа, одговорност е за цел живот вака така. Значи прво треба да знае дека во зависност од возраст или од кај го зима куќето, тоа куќе ќе прави неред дома додека не се инвестираш да го научиш да не прави. Секое куќе учи полесно, некој е потешко, меѓутоа сите треба да бидат спремни на тоа. Втора работа на која што треба да се свесни е дека одземам квалитетно време чувањето куќе, одзема добар дел од финансиските средства со кои што располагаме, значи јас секогаш викам дека ако не сте финансиски спремни, не би требало да имате. Пред да положиш, само да ти кажам, не при негативна реклама. Не е негативна реклама, знаеш, сакам да сватат луѓето и јас на пример со второто моје куќе имав многу здравствени проблеми од дента кога го земав. Значи, да, може првата година, првата година ја дадов можеби преку 1000 евра за да го диагностицирам и истретирам куќе кое што го земав на своји 3 месеци. Да не бев јас, да беше можеби некој друг кој што го зел и ќе му пукне филм и ќе го даде или ќе го фрли на улица, значи куќето си имаше некои генетски наследни проблеми и плюс заради карактерот се стекнуваше многу често со повреди, од трчање, од слично, така да јас бев, како да ти кажам, секој месец по 2 пати на ветеринар. Дури по ветеринари во други градови, зашто тука не можев да најдам соодветна диагностика за некои од проблемите. Значи, луѓето мора да се, јас секогаш викам, мора да се финансиски спремни за да чуваат миленик. Зашто тоа не е само храни го. Тоа си бара секој месец заштита од болви и крлежи, си бара вакцини, си бара... сега луѓето зимаат и мислат дека не треба ни да го чипира, ни да го вакцинира, така ќе си живее и затоа го имаме проблемот. Што и ќе речат во други држави нема проблем. Таму нема проблем, ама таму сите кучиња се чувани согласно нивните актуелни закони, се дома, се шетаат на поводник, се чипирани и не се размножуваат неконтролирано. Ајмо се за лајкар, спомна дека таму нели имаш работено. Кажи ми, прво кажи ми што е генерално главната улога на Нима Мунди, а што е улогата на лајка? Главната... Генерално работа ти не гледаш, мислам, кој што приметувам работа ти заедно на многу проекти. Така. Каде се преклопуваат усвари? Нашата на Анима Мунди нашата одговорност, да речеме, е да делуваме на секаков начин што можеме согласно нашите способности и можности, пошто сепак ова го правиме волонтерски, да делуваме на притисок за решавање на овој проблем, на притисок за измена на закони, на притисок за имплементација на закони, зашто јас сепак секогаш го споредувам овој проблем, да речеме, со, не знам, со возила на улица, да речеме, ако вие немате припадници на МВР што контролираат дали има некој возачка, сите ќе возат без возачка кај нас. Значи, ако не е тоа казнено. Исто е со кучињата, доколку мене никој не ме контролира дома дали моето куче е чипирано и дали го размножувам, ја тоа ќе го правам, нити ќе го чипирам, нити ќе го размножувам. Прилика јасно ми е. А тоа се случува. Можеш да ми кажеш колку онага си задоволна од резултатот после толку години борба? Половично сум задоволна. Сметам дека институциите многу малку вложуваат труд во однос на решавање. Чекај, тука под институции претпоставам и лајка ја вметнаш или не? Лајка е... Лајка е на град Скопје? Да, лајка е на град Скопје. Да, сметам дека градот, општините во градов, еве конкретно ако правиме
муабет за град Скопје, дека градот и општините во градот премалку прават за решавање на проблемот, зашто како општини можат многу повеќе да направат. Значи ако Јасно. може, ја сега и кога бевме сега на семинар во Сараево за оваа тема, сите општини, сите градови кои што имаа своји презентации таму, сите кажаа дека освен третман, овој третман, значи залови, стерилизирај, вакцинирај, врати, е применет во секој град, во секоја општина, каде што имаат веќе као делумно решен проблем или целосно, а општините и градовите субвенционираат стерилизација за домашни меленци, значи тоа е една Правиме од мојот за мерките. Босна и Херцеговина. Да, правиме муабет за Босна и Херцеговина, значи субвенционирање на стерилизација и кастрација за домашни кучиња, зашто таму не е изворот на проблемот, едукација, кривање на јавна свест, никаде не е решено без тоа, кривање на свест за вдомување наместо купување, отежнување на купување на кучиња, поскапи кучиња, повеќе услови за размножувачите на кучиња, значи не може кој стигне од дома да вади и да продава. Дополнително кај нив контролата кај нас е на Агенцијата за храна и ветеринарство со незините 10 инспектори во Скопје, а во другите држави, во другите градови е на локалната самоуправа. Значи, секоја општина си има своји комунални редари кои што ги контролираат нивните Чекај, жители. дај го моце подобро примеров за Босна. Во Сараево улични кучиња? Не видов. Нема. Да. Нема. Таму има... Значи не одиме подалеку, не одиме Париз, Лондон и така. не Сараево. Не одиме во Холандија, Сараево одиме. Исто така, една Софија, да речеме, Бугарија, имаат некој незначителен, минимален данок на нестерилизиран миленик. Зашто ти, како јасно, собственик знам на дека- нестерилизиран миленик, си потенцијален проблем Да. за општеството. Чекај, врати се на Босна, мене тоа ми е интересно. Не можам од преска кога спомнав си значудам. Од кај им се тој е голем проект. Да. Како го постигнале сето тоа? Преска пред да почнеме уште со подкастот нешто спомна фондови и така натаму. Да. Во Босна функционира веќе 14 години на организација од Велика Британија, Доктраст. Они пред 14 години дошле во Босна било поголем хаос што е кај нас со кучиња. Да. Проблемот таму, прво они направиле нели мапирање што се проблемите, како се проблемите, од каде да се почне, и утврдиле дека немаат способни ветеринари ниту ветеринарни амбуланти. Во Босна оваа фондација обучила 400 ветеринари, отворила мислам дека околу 20 на ветеринарни амбуланти, вршела масовна стерилизација и кастрација и вакцинација на кучиња на терен. Околу 100.000 кучиња истретирале за сите овие години, вдомиле кучиња, работеле на кривање на јавна свест, отвориле некаков си едукативен центар за сопственици со кучиња, едуцирале преку 2000 сопственици, работат на привремен згрижувач кампањи, значи и кучињата што да речеме потенцијално би се нашле на улица ги даваат на луѓе што ќе ги чуваат до вдомување. Во Сараево денес, ја колку што видов, проблем нема. Резултат улични кучиња нема. Да. Зашто тоа не можеме кај нас да го направиме? Мислам, зашто е таа фондација да не дое во Македонија? Можете вие како здружение која нима ние пред неколку да години се ангажира околу тоа? Тоа е многу интересно прашање. Ние пред, да речеме, 6-7-8 години така имавме понуда за од една исто така една фондација која што патува, дури мислам дека и во Косово беше и во Албанија беше, патува со мобилна клиника. Тоа се практикува во светот, значи тоа е мобилна клиника со ветеринари кои што доаѓаат и буквално за 2 недели те стерилизираат 400-500.000 кучиња, значи доаѓаат и само на тоа се фокусираат. Значи они си во мобилната клиника како што завршува ветеринарот, така техничарот му носи ново куче. Што направивте со понудата? Наидовме на препреки кај институциите и кај ветеринарната комора. Затоа што нели ние сме најпаметни од сите. Зашто немаат лиценца тие ветеринари да работат кај нас, што очигледно не е пречка во други држави. Да, па затоа тегам најпаметни сме. Да, и дополнително уличните кучиња биле собственост на градот, а уличните кучиња кои што се на градот не сме друг да ги третира. Браво. Да.
И Браво. така пропадна целата понуда за... Значи, веројатно, вие од Босна, што фондацијата, да сега тука пак ќе најде некои пречки, препоставувам. Да, ќе најдат на некои пречки. Дополнително исто така имавме некоја поголема донација на пари за стерилизирање на кучиња, исто ова беше пред околу 6-7 години. Пуштивме јавен повик, имаше и на радио, носете бездомни кучиња кај тој и тој ветеринар, ќе ги Ја стерилизираме. кучето што го вдомив, бесплатно ми го стерилизира, мислам дека, само не знам од кај беше помошта се, дали од... Да, има и Да. други издруженија кои што нудат помош. И вториот ден, откако беше испромовирана активноста, инспектори отидоа кај ветеринарот и му рекоа, ако пипнеш уште едно бездомно куче, ќе те затвориме. Кучињата се на градот. Не можеш ти да ги третираш. Така да... Да, ја како се ти собереме кажам, да им ги однесеме пред град Скопје сите кучиња. Не, овде не беше вмешана град Скопје, овде беше вмешана Агенцијата за храна и ветеринарство, Се едно тагнострашните што. инспектори, да. И Страшно. така да, и некоја понудена помош секогаш не била попречена. Да, јасно. Зашто? Веројатно се работи за некои други интереси, не знам. Дали една институција може да го реши проблемот? Град Скопје утре ако им текне да го реши проблемот. Така, со уличните кучиња, може ли да го реши? Не може Без да го вас, реши. без лајка, без, не знам, без... Без лајка не може да го реши, а и само лајка не може да го реши. Значи тоа така страшно ме фрустрира кога ќе прочитам лајка ќе го реши проблемот или лајка треба да го реши проблемот. Значи лајка е Стационар. најпоследната што треба да работи на решавање на проблемот. Значи, ова е комплексен проблем кој што зависи од низа, нека кажам, има низа алки врзани, лајка е последната. Ова е као домино ефект уствари, као... Да. Ти ако немаш Агенција за храна и ветеринарство да ги контролира општините, прифатилиштата, собствениците, џабе лајка може само да ги третира кучињата на крај. Не смее да ги задржи, не треба да ги држи во стационар, пошто тоа ќе ја попречи Чека, лајка работата. држи кучиња во стационар? Држи кучиња, да, кои што не смее да ги врати на улица. Тоа се у принцип кучиња кои што некој собственик се откажал од нив, Аха. или кучиња кои што нападнале човек или животно. Значи, тие се вложуваат напори да ги вдомат. Меѓутоа, програмата на лајка е за да стерилизира и врати. Страшно лоша идеја е да се трајно азилирање на кучиња. Јас сум многу против тоа, зашто тоа е многу опасна, скапа и неефективна пракса, што е докажана неефективна во други држави. Значи, сега ние сите да ги собереме на едно место, да ги чуваме, 5000 кучиња да речеме, Не, тоа... е прво нула благосостојба и не решава ништо, зашто ние за 2-3 години ќе ги имаме пак 5000 кучиња на улица, зашто ние немаме едноставно сопрен извор на кучиња. Така да лајка како лајка ништо сама не може да каде реши. потврла системот? Нема систем, меѓутоа еве, хипотетички. Потврла во контролата. Потврла во... Пак се навраќаме на она, да. Да, потврла во тоа што не се и тој закон што го имаме не се имплементира. Потврла во контролата на собствениците, контролата на размножувачите, контролата на увозот на кучиња што се купени од Србија, најчесто да речеме никој не контролира што ќе влезе во држава во Србија. Контрола на што прават другите општини, како го решаваат, какви начини нашли да си го решат проблемот, како што е дислокација. Контрола на програмите што ги спроведуваат општините, можам да кажам дека единствено лајка, да речеме, оди надвор од својата работа со тоа што произведува некакви кампањи, некакви во другите општини тоа воопшто го нема. Значи другите прифатилишта не име работа, меѓутоа сметам дека не треба да работат примитивно. Залови стерилизира и врати само како една програма. За мене е во овој современ свет примитивна. Сметам дека треба да работат на едукација, на кампањи, на вдомување, на кривање на јавна свест, зашто моментално тоа никој не го прави. Ако не го прави никој, тогаш треба да го прават прифатилиштата, според мене тоа е моје мислење, не мора, ама би било фино. Али сметам дека иако има некое значително подобрување во Агенцијата за храна и ветеринарство во последниот период, им е сменети се некои раководни лица, гледаат нешто повеќе да сменат, да решат, сега ќе одат по
ќе се оди по регионите во Македонија, ќе се среќаваат со градоначалници за да им кажат како да го решаваат проблемот и слично. Сметам дека има некаква, да речеме, мрдање од мртва точка во тој поглед, меѓутоа знам дека бевме и ние повикани и се спремија измени на закон и сега тоа е негде стопирано поради можеби не знам нечии каприци. Не, претпоставам дека ќе нас највеќе мислам, знаеш, кога се стопира нешто, секогаш одговорот е административни пречки. Да. Ајде малце на тешки теми идеме. Што правиме со агресивниве кучиња што напаѓаат по улица? Јас мислам, никогаш не би прифатила и не сметам дека е нормално да имаме агресивни кучиња по улица кои што напаѓаат. Сега, агресијата како ја гледам јас... Имаше сега гледам неколку написи прочитав сега додека се спремав дека минатите денови има напад во аеродром, не, Ново Лисиче, ако не се лажам, Кисела вода. Сега не сум сигурен баш во кој општина беа, меѓутоа дека се нападнати луѓе. Да. Чак овој од Кисела вода, мислам дека човекот со амбулантно возило го носеле. Да, го видов тоа, да. Кај не во Кисела вода, тоа беше кај Лиса. Сега знаеш, ќе се побунат луѓето, па вие тука ќе ускочите, не смеете да се буните, па не знам што не. Не, видете, ние никогаш не сме се бунале, зашто луѓето се бунат, зашто се искасани, мислам ни јас не сакам луѓе да бидат искасани. Да, тама работа не. И голема мера од пријавите, голема бројка од пријавите исто така се лажни каснувања, зашто тоа е една организирана група на адвокати МВР и како може лажни каснувања или се каснат или не се? Имаше една многу интересна изјава на велишкиот градоначалник што рече истата фамилија поред се каснати различни членови, или вика имам се земат пари од општината. Да, и вика имам еден дојде летен одмор или дојде сезона за огрев, он е каснат. Има сведоштва дека штом отидеш да пријавиш каснување во инфективно, одма после тоа ти се јавува адвокат, ти вика сакаш ли да тужиш, што значи дека има некаква поврзаност, информациите се проследуваат. Со медицинската фела? Да, јас лично, моето дете беше каснато од домашно куче, и во неколку наврати кога го шетавме дека тоа беше на ноџе каснато, имаше конци и сите го видоа, нели, нормално дека ништо му се случило. Ме прашуваа што се случи, баш еден човек што не го познавам многу добро, го сретнав. Па што не пријавиш, ми вика дека е бездомно куче, вика ја така ми не ме касна на еден другар кучето и отидов пријавив дека е бездомно, го посочив тоа куче. Ти сакаш да кажеш дека ако те напане куче на улица и ти направи штета, пораката да не тужиш? Не да не тужиш, тужи. Сепак тоа третманот на бездомните кучиња е обврска на општините. Па тоа се да кажам, градот е крив. Треба да се тужи, да. Сакам да кажам дека има голем дел од тие пријави што прво не се точни, а второ... Што правиме со точниве? Мислам со кучињава, сигурно се има кучиња што мене лично ме нема нападнато. Јас се залагам за ние да го викаме no kill политика на прифатилиштата. Согласно нашиот закон, тие кучиња што нападнале човек треба да се огласуваат 20 дена за вдомување и после изминување на 30 дена може да се еутаназираат. Значи тие кучиња законски во законот пишува дека може прифатилиштето да ги еутаназира. Јас не се согласувам со тоа, зашто да кажам, лично искуство 4 годишно во лајка, имало случаеви каде што на вистина за мене агресивно куче е куче кое што не можеш да му придеш. Значи кое што стварно не можеш да речеме од бокс да го извадиш или нема никаков начин да го социализираш, едноставно кучето е лошо, да речеме. Да. Тоа е за мене агресивно, ја така гледам на агресивност кај куче. Меѓутоа имало кучиња кои што ќе ја земам за пример, имаше една Лолита која што цел ректорат на факултети се жалеше од неа, значи едва и чека да ја земе лајка. Лолита ја вдоми една жена од странство што живее тука, па живееше Лолита после во Белград, па сега живее во Австралија, иде по кафиња, иде по плажи. Лолита го прошета светот. Лолита го прошета светот, а кучето беше
знаеш, дури декани се јавуваа, професори, тргнете го од тука, значи кучето напаѓа. Ја мислев ќе ми даеш обратен пример дека сте успивале кучиња во лајка кои што Не, тоа не се случило. Не. Секогаш се трудевме, јас сум за no kill, таква и беше политиката. Значи кучиња не се убива, кучиња како си разгледувал на профилот, мислам дека на секакви можни начини се вложуваше труд преку кампањи, преку на Diamond молот ги вртат кучињата да се вдомат. Зошто сметам дека не секогаш до кучето влија и средината и тригерот и дека доколку има некој човек што сака да го вдоми и да го контролира, тоа куче може да функционира сосема нормално како миленик. Значи се идеме до најтешкото прашање. Што е поголем проблем? Агресивно куче или неодговорен човек? Поголем проблем е неодговорен човек, зашто ако луѓето се одговорни, нема да имаме ни агресивни кучиња на улица. Нема да имаме кучиња што касат, нема да имаме кучиња што страдаат, нема да имаме ни мачки што страдаат, зашто и они се исто така. Тоа се чудно, мачки ги спомна негово пати, нечесто вика човек што сака кучиње неќе мачки и обратно. Не, види, јас сакам и мачки и воодушевена сум од диви птици и од диви животни, сум помагала и на таков тип на животни сум пријавувала, така да мачките се некако невидливи од целава ситуација со кучињата, пошто реално не представуваат опасност. Да, и самостални се. Мислам, може да се снајдат и сами на улица. Не е така. Многу умираат. Значи, мачињата мали особено се многу покривки на болести, и многу почесто умираат од кучињата. И многу се множат. И многу се самоубиствени. И многу се самоубиствени. Како? Мачките претрчуваат пред коли. Значи, да. Самоубиство. Самоубиство извршуваат, да, мислам, жално е стварно, многу често се размножуваат, повеќе од кучињата, мислам дека. Да. Али се засега невидливи за општеството, што е штета. Имам од двор 10, тоа е седно мачо имаше, сега има веќе 10 Ја тоа укажувам дека гледаш каква е намерата на одговорните институции во државата, кога гледаш дека не им е гајле за животните, зашто ги занемаруваат останатите што не представуваат опасност за нив. Ајде малце со решение. Што може да направи државата веднаш за да го реши проблемот? Државата веднаш за да го реши проблемот Што може државата, што може општината и што може да направи секој граѓанин за да помогне околу тие решенија? Државата треба прво да институциите што се одговорни за ова да донесат национална стратегија и ќе ја примораат буквално секоја општина во држава да ги третира исто кучињата и да одреди буџет согласно бројката на кучиња која што треба да се истретира, тоа е 75% од популацијата што ја имаат на терен. Треба конечно да се донесат тие законски измени кои што Сега ти пак ми кажаш што е во рамки на законите, така? Да. Мислиш дека ако се почитуваат законите ќе се реши? Ако се почитуваат и ако се казнуваат луѓето, тогаш ќе ги почитуваат законите. Зашто без казна од 15 евра за напуштање на куче не е казна. Значи, толку е казнат? Толку е казната. Во Хрватска, за разлика од нас, е кривично дело. Значи, куче, ако го фрлиш на улица, одговараш кривично. Исто како тука што одговараш за убиство на куче, кривично, а таму кај нив да го напушташ. Ја мислам дека кај нас, не знам тоа колку одговараат. Парично одговараат. Да. Тоа нема затворска казна, има само парична, дури мислам дека не знае јавноста за тоа. Кучево Феликс што се крена токава галама, тој што го претепа со стап, прво го осудија на 3 месеци затвор и после апелација му ја пренајчи во парична казната. Значи не лежеше, нели он требаше да... Не лежеше. Така да, сметам дека треба законот да се смени, да се имплементира, да се покачат казните, да се казнуваат луѓето, да се врши контрола од страна на државните органи кои што се задолжени за тоа. Во однос на локалните самоуправи треба да третираат по една иста програма, хумана програма, тоа е залови, стерилизира, вакцинира, врати, што не ја измисливме ние во Македонија, туку е научно докажана во други држави дека функционира.
Дополнително локалните самоуправи треба да инвестираат во стерилизација за домашни миленици, или чипирање на домашни миленици исто така, за да знаеме кој е чиво куќе. Треба да инвестираат во Тоа мислам дека едукација. постои веќе, нели секој куќе треба да е чипирано. Да, ама никој не го контролира тоа. Ве прашал, Да, тебе некој те да. прашал дали твоето Не. куќе е чипирано? Не. Така да, мислам дека локалната, како и што видов примери од многу други држави, дека се е сведено на локална самоуправа во однос на собствениците на куќиња и на бездомните куќиња ако ги имаат. Значи, нивни се одговорностите во голема мера. Така да, дополнително на едукација, значи креање на јавна свест, тоа е во секоја презентација која што ја видовме во Сараево од балканските земји беше као маст, дека мора да се случи едукација. Граѓаните треба да, особено оние кои што ја им викам, ги викам куќето мое знае да се врати дома, да сватат дека нивното куќе е тоа што го прави проблемот. Дека тоа куќе додека е надвор и додека шета, ако е мажјак, ќе оплоди некоја женка, која што после ќе остави легло, ако е женка, ќе му се размножи, па он не знае што да прави, тоа се мешанчиња сепак не идат така лесно на пазарот. Ќе ги даде на некој, тој исто така ќе ги чува како што го чувал он куќето. Се врти тркалот. Да, значи докажано е дека проблемот со бездомните куќиња потекнува од неодговорните собственици, значи куќињата не растат на дрва, и неодговорните собственици се неодговорни зашто системот не ги контролира. И не превзема ништо во врска со тоа. Да скратиме, треба да станеме Босна, за да го решиме проблемот. Треба да станеме Босна да се го решиме. Колку и да звучи лудо, тоа е факт. Да. Добро, убаво. Кажи ми, кај го гледа Скопје за 5 години? Како би изгледало Скопје за 5 години без улични куќиња? Прво Скопје за 5 години нема да биде без улични куќиња. Може, ако сериозно утре решат сите да работат како што треба, може би за 2 години ќе се намали бројката на куќиња на улица. Меѓутоа за 5 години нема да ги снема. Просечен животен век докажано една куќа на улица дека е околу 2 години до 3. Умираат од секакви некакви неохранетост, од несреќа. Да, болести и слично. Така да со залови стерилизирај врати програмата се очекува дека тие што ги стерилизираш нема да се размножуваат, институциите други ќе работат на проблемот и бројката постепено ќе се намалува. Скопје за 5 години вака како што е ситуацијава денес, сметам дека нема да биде ништо поразлично од што е сега. Фер. Пошто немаме луѓе, јас секогаш викам, треба да ги имаш вистинските луѓе на вистинските места, а тоа се на тие што одлучуваат за политиките. И тие луѓе да имаат искрена желба да го решат проблемот, јас таков не сум сретнала. А сум имала состаноци и со градоначалници, и со институции. Ќе дојде. Да. Слушај, идеме со предизвици малце. Ова го имам со сите гости. Ќе ти дадам сега неколку ситуации за кои што сакам ти да ми дадеш решение или предлог или така натаму. Кратко. Имаш агресивно куќе во населба. Што напаѓа? Што правиш? Ти лично што ќе Јас направиш? лично ќе го згрижам. Во пансион ќе пробам да работам со куќата и ќе пробам да му најдам дом. Среќа, до сега сум била 100% случаевите успешна. Така? За агресивно куќе се прави? Да, за агресивно куќе. Добро. Имаш 1 милион евра буџет. Вау. На што ги трошиш? Во однос на проблемот зборам. 1 милион евра буџет би го вложила искрено во Едукација. стерилизации за домашни миленици. Значи, За домашни? да. Зашто од нив потекнува проблемот. При тоа дел од парите нормално би ги искористила за некаква, да речеме, делумно заканувачки, делумно охрабрувачки кампања, со тоа што, да речеме, ако не го стерилизирате миленикот, еве ќе законот ќе се смени, да речеме, или нешто и ќе трпите последици во врска со тоа. Така да јас, бидејќи веќе не би им ги дала на општините нормално какви што се сега моментално парите за да третираат бездомни куќиња,
би ги искористила за да третирам, стерилизирам домашни кучиња. И последна ситуација, Гизела, имаш 30 дена да го намалиш бројот на кучиња во Скопје, што ќе направиш прво? Ама одма, 30 дена мораш да го намалиш. За 30 дена да го намалам. Нешто барем од негде ќе почнеш, препоставам. Со залови стерилизирај врати масовно. Во странство, како што се вика тоа, има некој назив масовна стерилизација, едноставно најмуваш ветеринари еден тон, најмуваш една сала и ги стерилизираш сите кучиња. Тоа нема видливо да го намали во тие 30 дена. Да. Меѓутоа ќе се почне од негде. Да. Добро, со сите гости имаме челендж или ти давам две работи кои што треба да ги избереш. Може? Да. Ајде идеме. Загревање во почетоков. Куче од улица или куче со педигре? Куче од улица. Добро, знаев. Вдомување или купување куче? Вдомување. Вдомување. Активизам на терен или активизам на социјални мрежи? Зависи што подразбира активизам на социјални мрежи. Пишување на Facebook? Не, на терен, мислам само ако пишуваш. На терен, добро. Едукација на деца или казни за возрастни? Казни за возрастни. Мада и ова и едното и другото е. Да. Стерилизација или прифатилиште? Стерилизација. Строги закони или строга контрола? Строга контрола. Повеќе одговорност кај граѓаните или кај институциите? Кај институциите. Мало решение веднаш или големо решение за 10 години што ќе даде резултат? Тешко. Тешко е, да. Ја би го избрал ова големо решение за 10 решение години. за 10 години што ќе даде резултат, да. Зашто нема вака брзо решение. денеска брзо решение и што? Да. Безбедност на луѓето или слобода за уличните кучиња? Многу тешко е ова. Слобода за уличните кучиња, не знам како тоа безбедност види, не знам, не би можела да. Абе, мора сега едно, нема тука нерешено. Живот за бездомните кучиња би одбрала. Добро, окей, може. Брза реакција на институции или темелна проценка на одреден проблем во однос на кучињава? Темелна проценка. Популарно решение или ефикасно решение? Ефикасно решение, зашто сега моментално популарно решение е трајно азилирање на кучиња со кои што ја не се согласувам и не е ефикасно. Точно. Ево сега, Скопје без улични кучиња или Скопје со контролирани улични кучиња? Контролирани, мислам, нели, чипирани, стерилизирани и така. Скопје без улични кучиња, не би сакала да има улични кучиња. Емоција или систем? Систем. Тенка линијата. Активисти или институции, кој треба прв да попушти? Институциите во овој случај треба први да попуштат, зашто ништо не прават. Добро, тоа беше последното. Види, имам уште многу прашања, меѓутоа веќе не гази време ово. Сакам за крај да ти поставам уште едно прашање, кое што го мислевме заедно со колешката. Ако утре немаше ниту едно улично, нема, значи во Скопје, ниту едно улично куче, дали тоа значи дека сме успеале или дека сме направиле нешто погрешно? Утре сме направиле нешто погрешно. Така. Дефинитивно, да. Зашто утре Ни треба едно 10 години за еве Босна им требало 15 да. 15 години, да. Кажи ми, Гизела, за крај една порака вака, па и до институции, и до граѓани, и до сите. Препоставам дека, мислам, мојата порака би било да вдомуваат што повеќе кучиња да не купуваат. Да, мојата порака е до оние што имаат веќе што се сопственици на мелиници да постапуваат одговорно со нив. Одговорност подразбира микрочипирање, вакцинирање и стерилизација на кучињата. Вклучително и на мачките сакам да ги потенцирам, значи и они се исто животни кои што заслужуваат хуман третман.
Доколку тргнеме од јас себе како единка, и сите че речеме чекај, ова не е начин, ова ја придонесувам кон проблемот со тоа што се однесувам неодговорно со мојот миленик, многу работи ќе се решат. Тогаш нема да треба ни институции, ни казни, ни ништо. До институциите, до локалните самоуправи е дека ова стварно се посочува како еден од првите 5 главни проблеми на локално, а сигурно и на локално ниво на повеќе градови. Значи, ова е еден од првите 5 проблеми, адресирајќи ја безбедноста на граѓаните нормално, а од друга страна и нели третманот спрема животните. Да конечно седнат сите релевантни страни да речат дека од денес почнуваме да го решаваме ова. Без вклученост на сите алки во синџирот, институции, граѓани, прифатилишта, градоначалници, локални самоуправи, ова не може да се реши. Значи, нека не живеат во тие илузии, ја читам Лајка требала да го реши проблемот и Лајка е крива зашто имаме проблем уопште. Значи, Лајка може само да го контролира, да спречи тие веќе што стигнале на улица да се размножат уште повеќе. Лајка не може да го реши проблемот. Таа реторика многу ме нервира, гледам дека се продава на сите страни. Така да мојата порака е до институциите и до локалните самоуправи, до секој еден службеник што ние го плаќаме, што работи таму, да сериозно си ја сватат работата, дека ова е сериозен проблем, дека не е хумано ниту за животните, а не е хумано ниту за граѓаните. Значи, јас апсолутно и никој од нас не сака луѓе да бидат искасани. Мислам, сви сме виделе, како да ти кажам, не сакам ни на мене да ми се случи. Ја имам и фамилија и дете, и ете и моето дете имаше немил настан со домашно куче, знам какво е чувството, не е убаво. Така да мора да се седне уште вчера, да сериозно да се зафатат со превземање на тие неколку мерки. Доволно е да видат во друга држава како го решиле проблемот, само да го препишат и да речат измислуваме топла вода, негде еве правила, еве пари, еве луѓе и ќе го решиме. До сега не сум сретнала таков. Нити функционер, нити политичар, нити ништо, сите нешто ветуваат нормално. Ќе ви дадеме ова, ќе го правиме ова и после тоа тапа. Предпоставам дека тоа нече да се случува пред избори. Да. Не те прашав, можеби исто ова многу важно за еве пред крај за Анима Мунди, што планира во иднина? Ние како и секогаш планираме да постојано, ние иако вака тоа може не го гледаат сите, ние постојано пријавуваме прифатилишта кои што не работат соодветно и по програма, пријавуваме општини кои што воопшто не работат, поднесуваме предлог законски измени за кои што бараме да се имплементираат, бараме состаноци со тие да кажам носители на тие закони, дискутираме со нив за да конечно им текне дека треба нешто да превземат и ќе продолжиме да го правиме тоа. Значи разбирам дека дел од мислењата на граѓаните не се баш најсјајни за нас, дека ништо не правиме или не знам, или дека ги сакаме повеќе кучињата од луѓето, не е точно, пак ќе кажам. Меѓутоа во позадина активно и постојано пробуваме да лобираме и да вршиме притисок јавен со цел да нема кучиња на улица. Значи нашата цел и целта на тие што не ги сакаат кучињата е иста, да нема кучиња на улица. Гизела, ти благодарам што гостуваш. Се надам дека во иднина има туку уште многу неодговорени прашања, така да се надам дека ќе се видиме повторно. Да, и јас се надевам. Фала ти многу. Дички, тоа беше крај на оваа епизода. Се надам дека одвоивте време за разговорот, веројатно научивме сите по нешто. И знаете, од сите нас потекнува проблемот, да се обидеме да го решиме. Чао!